Добре дојдовте на мојот канал Читај со Јасна. Денеска ќе ја прераскажиме лектирата за 8 одделение Емил и детективите од Ерих Кестнер. Романот Емил и детективите е возбудлива детска приказна во која се зборува за едно момче, неговата чесност, храброст и необичната авантура што му се случува за време на едно патување. Главниот лик е Емил Тишбајн, вредно и добро воспитано момче кое живее со својата мајка во мало место во Германија. Тој е скромен, одговорен и секогаш се труди да постапува правилно. Еден ден, мајката на Емил одлучува да го испрати во Берлин, кај неговата баба и роднините. Таа му дава пари што треба да им ги однесе и го советува да биде внимателен за време на патувањето. Емил е возбуден бидејќи за прв пат патува сам со воз. Тој се радува што ќе го посети големиот град и ќе помине време со своите роднини. Во возот Емил запознава еден чуден човек по име господин Грундајс. Тој му се представува како љубезен патник, но всушност има лоши намери. Додека Емил спие, човекот му ги краде парите што ги носи за баба му. Кога момчето се буди и сваќа дека е ограбено, многу се вознемирува. Тој не сака едноставно да се откаже, туку решава сам да го следи крадецот и да си ги врати парите. Кога пристигнува во Берлин, Емил го следи господинот Грундајс низ улиците на големиот град. Таму се чувствува несигурно бидејќи е сам и не го познава местото, но неговата желба да ја исправи неправдата му дава храброст. Додека го следи крадецот, запознава група момчиња кои играат детективи и се интересираат за неговата приказна. Начело на групата е Густав со автомобилската сирена, кој е енергичен и снаодлив. Со него се и други деца кои решаваат да му помогнат на Емил. Тие не го оставаат сам, туку заедно прават план како да го следат крадецот и да му ги вратат украдените пари. Така започнува вистинска детективска потрага низ Берлин. Децата покажуваат голема организираност и храброст. Тие се договараат, го следат секој чекор на крадецот и внимателно собираат докази. Иако се само деца, тие се однесуваат сериозно и одговорно. Нивната заедничка работа покажува дека со добра соработка и пријателство може да се решат и најтешките проблеми. Во текот на потрагата, Емил сваќа колку е важно да има пријатели на кои може да им се верува. На почетокот тој е сам и исплашен, но со помошта на новите другари станува посигурен. Групата деца успева да го надмудри крадецот и да ја докаже неговата вина. Кога случајот е решен, Емил повторно ги добива парите и сите дознаваат за неговата храброст. Крадецот е откриен, а момчето е наградено затоа што постапило чесно и истрајно. За Емил ова искуство представува важна животна лекција, дека треба да се бори за правдата и никогаш да не се откажува. Романот Емил и детективите не е само приказна за една потрага по крадец, туку и приказна за пријателството, довербата и снаодливоста. Ерих Кестнер покажува дека децата можат да бидат одговорни, разумни и способни да се справат со проблеми кога се обединети. Преку ликот на Емил
авторот испраќа порака дека чесноста и упорноста секогаш се исплатуваат. Делото ги истакнува вредностите на вистинското пријателство, храброста и желбата да се направи нешто добро. Анализа на романот Емил и детективите. Ликови: Емил Тишбајн, Густав, господин Грундајс, мајката на Емил, децата детективи. Емил Тишбајн, главниот лик во романот. Тој е добро воспитано, честно и одговорно момче. Иако се наоѓа во тешка ситуација кога му се украдени парите, тој не се откажува и решава да ја исправи неправдата. Емил покажува храброст и истрајност и снаодливост. Неговата постапка покажува дека и децата можат да бидат одговорни и да се борат за она што е правилно. Густав, еден од најважните ликови меѓу децата што му помагаат на Емил. Тој е храбар, енергичен и снаодлив. Како водач на групата, тој организира план за следење на крадецот и покажува дека со добра организација и тимска работа може да се постигне многу. Господин Грундајс е негативниот лик во романот. Тој е крадецот кој му ги зема парите на Емил во возот. Преку него авторот ја прикажува неправдата и нечесноста, но истовремено покажува дека лагата и измамата не можат долго да останат скриени. Мајката на Емил. Таа е грижлива и пожртвувана мајка, која се труди нејзиниот син да биде добро воспитан и чесен. Иако не е присутна во поголемиот дел од дејството, нејзиното воспитување има големо влијание врз карактерот на Емил. Децата детективи. Тие ја представуваат силата на пријателството и заедништвото. Иако се млади, тие покажуваат голема одговорност, храброст и желба да помогнат. Тема. Главната тема на романот е борбата за правда и честност. Делото ја прикажува авантурата на едно момче кое со помош на новите пријатели се обидува да го пронајде крадецот и да ја исправи неправдата. Идеја. Идејата на авторот е да покаже дека честноста, храброста и заедничката работа се многу важни вредности. Кога луѓето се обединети и си помагаат едни на други, можат да ги надминат проблемите. Порака. Романот не учи дека не треба да се плашиме кога ќе се соочиме со неправда. Треба да бидеме истрајни, искрени и да имаме доверба во пријателите. Вистинското пријателство се покажува токму во тешките моменти. Време и место на случување. Дејството започнува во малото место каде што живее Емил, а најголемиот дел од приказната се одвива во Берлин. Настаните се случуваат во времето кога градот бил голем и полн со различни луѓе и случувања. Вид на дело. Емил и детективите е детски роман со авантуристички и детективски елементи. Во него има напнатост, хумор, интересни случувања и важни животни пораки. Романот Емил и детективите ми се допадна затоа што е интересен и возбудлив. Најмногу ми се допадна храброста на Емил, кој, иако е само дете, не се откажува кога ќе му се случи нешто неправедно. Ми остави впечаток и пријателството меѓу децата, бидејќи тие заедно успеваат да го решат проблемот. Од книгата може да се научи дека секој човек треба да биде чесен и да им помага на другите.
Таа покажува дека со добра волја, храброст и соработка можат да се постигнат големи работи. Заклучок. Емил и детективите е роман што зборува за храброста, чесноста и силата на пријателството. Преку една возбудлива авантура, Ерих Кестнер покажува дека децата можат да бидат одговорни и способни да се справат со тешкотии. Романот останува интересен и денес, затоа што неговите пораки за правдата и пријателството се важни за секого. Ви благодарам.